Да, благодарам председателе. Се надевам дека нема да има проблем и јас да не се повикам на ниеден член од деловникот, бидејќи не видов нигде член во деловник кој што се однесува на јачината на тонот со кој што говори пратеник. И јас не знам, можеби ќе излезат видео снимки, можеби колегата не објавува на YouTube нашиот, например, партиски штаб ги објавува снимките од говорите на YouTube, не знам за вашите и не знам што тука ви пречи. Тоа е можност за поблизок контакт со граѓаните и нели рековте ние сме овде представници на граѓаните, па да ги представувам јас граѓаните и оваа моја жестока дискусија беше од нивната жестока реакција. Не знам, можеби вас ви велат дека е се супер. Ќе видиме на следните избори дали е супер, колку е супер и зошто е супер. Јас ви кажувам дека граѓаните се незадоволни, се на работ на сиромаштија. Зошто ако не е моето тврдење точно, моето жестоко овде говорење не е точно, зошто вие ни предлагате пакет мерки за финансиска помош? Зошто? Самите вие сте контрадикторни. Самите вие сте контрадикторни. Велите не сум јас таа која што ќе ве квалификувам за неспособни. Има институции, па да, една институција издала еден документ со потпис и печат за едно лице кое што е неспособно, ама вие велите ВМРО-ДПМН прави маркетинг за на YouTube да вади говори. Која институција предходно прашав на мојата предходна контрареплика, која институција, кај да се обратиме? Кај кого? Кај која институција? Бидете сериозни и воопшто немојте да дефокусирате со тоа дека мојот говор бил жесток. Јас тврдам, стојам на ставот дека малку беше жесток во однос на она како се чувствуваат, ако не сите граѓани во Република Македонија, можеби поддржувачите на ДУИ, на СДСМ одлично се чувствуваат, ама оние кои што мене ме гласали и тоа како секојдневно ми се жалат и прашуваат до кога вака. Не можеме веќе да издржиме. Еве Тивко, полека ќе ви зборува, можеби се вознемиривте од тоа што жестоко реагирав. Не говорев јас за YouTube, апсолутно не говорев, туку ја начекав темата да ви кажам дека од 27 или 8 септември беше, кога премиерот држеше итна прес конференција во која што не замоли следниот ден и вас ве замоли да одложиме пратенички прашања, да работиме на антикризните мерки. Тие стасаа дури на 17 октомври. ВМРО-ДПМН пред точно 2 години и месец и пол имаше протест за покачување на цените на електричната енергија. Вие се подсмевавте, велевте, немаме зашто друго да протестираме, сме излегли за струјата. Па зошто ви се сега овие пакети? Зошто ни ги предлагате? Зошто не брзате? Зошто велите ова е најбитно, ако на граѓаните им е супер? Зошто јас жестоко зборувам? Затоа што немам попаметна работа? Или затоа што сум испратена овде од луѓето да говорам во нивно име? Затоа што ви овде молчите. Ќе повторам, подрачна единица сте на владата, наместо да сте обратното. Во поглед на тоа кој внесувал овде луѓе, како внесувал, зошто внесувал, па еден ваш сега што ви влезе во коалиција овде шета со надворешен човек. Никој ниту проверил како доаѓа тој, од кого го чува, зошто го чува. Вие најдовте да говорите за тоа? Ви кажав, за многу работи за што сте го критикувале она ВМРО-ДПМН кое што беше во коалиција со ДУИ, сега ги повторувате. И не знам дали е тоа до ДУИ или е до коалицијата СДСМ ДУИ, ама не чини. Џабе се залажувате дека е добро. Ако беше добро, немаше да ни носите вакви предлог на закони. Немаше да не брзате со комисии, со не знам што и да го обвинувате председателот на Комисија за финансирање и буџет дека тој ги кочал. Не, многу добро знаете, ги обелоденуваме вашите криминали или еве ако сте навредени, криминалите на власта кои што вие овде во собрание како пратеници ги премолчувавте. Па премолчивте дека услов за заемот од ЕБОР за Елем било Осломе и Рек Битола да се затворат до крајот на 2023 година. Да не беше ВМРО-ДПМН, тој услов ќе сте го подпишеле. И не е ВМРО-ДПМН виновно. Вие сте многу вешти во протнување на закони со скратена постапка со европски знаменца. Зошто тоа не го направивте со овој закон? Повлечете го, па пак поднесете го. Не еднаш што се случило со вас во овој парламент. Не еднаш, ама не.
Не е виновно ВМРО ДПМН, туку ВМРО ДПМН е спасило колку беа 400.000 семејства или 400 семејства, и 4 нека се, и 1 нека е. Вие се во пропаст одведовте. За кои вработени говорите кога фирмите во Македонија нигде ги нема? Знаете дека сме на последно место. Еве последен денес што ми дојде извештај од Google Atomico, вели од вкупно 20 рангирани. Немојте да викате, зашто викате? Нели рековме без викање? Како? Ќе земете вие процедурално, па ќе кажете што е процедурално. Јас враќам на процедуралното исто онака како што го добив. Без никакво повикување на членот деловник. Ете така. Полека смирете се. Смирете се. Тоа што го зборувам. Повелете, земете процедурално, ако ви дозволи председателот, па кажете и вие што сакате. Значи, последна анализа на Google Atomico е дека Македонија од цела Источна Европа е на 14-то последно место по однос на инвестиции во стартап компании. Не стартап, вие најстарите компании во државава ги затворивте, односно затворија заради тоа што сте неспособни. Еве, не мора да кажам пратениците на власта се неспособни, неспособна е владата, ама пратениците на мнозинството овде молчат на незината неспособност. И само гласаат, и само сакаат да се гласа, да не се зборува, да нема жестоки дебати и критики. Да беше се во ред, немаше вие да брзате со вакви антикризни пакети. Кризата е синоним за власта в СДСМ и ДУИ. Тоа треба да ви биде јасно. Тоа треба да ви биде јасно, на сите граѓани им е јасно. До кога ќе одите, дали до 24-та или не, вие си знаете. Ама продолжете само со вакви антикризни пакети, со вакви понижувања на граѓаните, па ќе ве стигне и нивната оценка на крајот. Благодарам.